Во црковниот базен во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово денес влегуваат тројца верници кои за прв пат решиле да бидат дел од традицијата на спуштање на Светиот крст. Најсреќен меѓу нив беше 44 годишниот Гоце Ристовски, а учествуваше и 18 годишно момче. Верниците велат дека традицијата треба да ја продолжат младите. Имав чест да го фатим годинава крстот со моите сорипачи Ватко и Небојша. Бог и здравје даде на нив, на мене, на цела фамилија нивните и на сите македонци. Прв пат ми е дека се фрлиме годинава. Очекуваме Небојша помлад да наследи, да се продолжи тој да рипа. Со денешниот празник Богојавление Водици му се дава значење на крштевањето, како една од повеќето свети тајни на христијанството, кое според свештените лица е обврска на секој верник. Денес го чествуваме Богојавление Водици. Зашто се нарекува Богојавление? Затоа што кога се крштева Господ Исус Христос, се јавува тајната на Света Тројица. Бог отозгора ечи со гласот како гром: ово е мојот возлюбен син, врз кого е мојата волја. Господ, второто лице од Света Тројица, влегува во водите во Јордан за да се крштева, и кога излегува од крштевање од раката на Свети Јован кој што го крштеваше, тогаш Духот Божи се спушта над него. Ова е наша света обврска на секој христијанин, затоа Господ ги дал законите и за нас христијаните, за да секој возрасен човек или мало детенце се крштева во името на Господа. Како што преку водата ги периме нашите нечистоти на телото, така преку вода и Дух Божи ние го переме, го чистиме и Духот во нас. Начинот на положување на крстот му претходеше света архирејска литургија и режење на кумските колачи во црквата Свети Кирил и Методи.